Здраво на сите, јас сум Ана од Стартап Клуб Скопје, а вие гледате Стартап Револуција, подкаст поддржан од ProCredit банка. Банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. 20 години пример за одговорност. Пред да започнеме со подкастот, би сакала да ве потсетиме на трите пакети кои што ги нуди ProCredit банка за сите оние кои што сакаат да започнат свој бизнис. Тоа се пакетот за стартапи, пакетот за млади предприемачи и жени предприемачи. Посетете веб страната на ProCredit банка и запознајте се со нивните услуги, бидејќи тие се секогаш тука за вас. А сега уживајте во подкастот. Мислев дека ова нема да го зборуваме на подкастов, ама окей. Ќе го кажам најблаго што можам. Имав некој несвесен страв дека испуштам нешто јас, дека нема да бидам тука за тимот, нема да бидам тука за Димитар. Меѓутоа не е се тоа така. Драги предприемачи и стартапчи, добре дојдовте во четвртата епизода на Стартап Револуција, подкаст на Стартап Клуб Скопје, каде што без филтер зборуваме за предприемачкиот живот. Денес имам големата чест да зборувам со првата соговорничка на овој подкаст, така што пред се ќе ја најавам, потоа ќе почнеме и со разговорот. Денес со мене го имам еден од основачите на софтверската компанија Rethink и извршниот директор на Boxy или директорка. Може така треба да ја најавам. Boxy е првата детска апликација за читање и слушање на книги, но и многу повеќе од тоа, бидејќи Boxy прави една дигитална трансформација во процесот на читањето на книги. А денес со мене ја имам Ивана Каралиева Петреска како наш гостин. Добре дојде, Ивана. Благодарам многу на поканата. Многу ви е убаво и пријатно тука, многу добар тим. И тоа ми помага малку да ми падне тремата. Ти често ни доаѓаш тука во Стартап Клуб Скопје. Да. Бевме дел заедно од работилницата, која што беше дел во рамки на конференцијата на e-commerce, така што често се гледавме периодот и многу ми е мило што прифати да ни бидеш гостен во четвртата епизода на Стартап Револуција, така што официјално добре дојде во нашето студио тука. Благодарам, мило ми е што сум тука. Супер. Разговорот секогаш го почнуваме на подкастов некако со гостите кои се пред да го започнат нивното предприемачко патување, така што од таму ќе почнеме и со тебе. Така што би сакала да ги запознаеме нашите слушатели со тоа која е Ивана пред да започне како предприемач, односно какво дете си била, каков тинеџер, што се случувало во твоите рани години. Интересно. Кога ќе се свртам наназад да се видам себе си како дете, секогаш се гледам со сестра ми за рака. Двете бевме од секогаш како тим и многу луди идеи имавме за игри цело време. Нормално се симнувавме долу пред зграда за да си играме со друштвото, со комшиите тука што живееа во соседните згради. Имаше многу игра, многу качување по дрва и слично, ама најмногу памтам како собиравме кучиња од улица, многу сакавме кучиња. И тоа ни беше една од главните игри, нон-стоп собиравме улично куче, си го носевме дома, го храневме и така натаму. Се додека не видоа мајка ми, татко ми да рече што правите со кучиња од улица, не се средени, нели, не може вака, и додека не сфативме дека не треба тоа да го правиме. Ама па тоа ни донесе куче дома. Така да детството по тоа најмногу го памтам. Понатаму тинеџерски години памтам најмногу дека учев тогаш за музика. Тогаш осознавав што е тоа што сакам да го слушам. И не знам дали ќе ми веруваш, ама многу слушав хард рок и метал. Да, и се сеќавам колку се радував кога мајка ми прв пат ми ги поклони концертите на Guns N' Roses, Use Your Illusion, Cat си дојка. Ги гледав со денови, не прекинував да ги гледам и така после тоа нели учев што сакам да слушам секој ден нова песна и така натаму. Ти си по потекло од Охрид. Од Охрид, си израсната. Сега го спомна делот со музиката. Ние приватно кога разговаравме, ти ми напомена и дека си пеела. Си имав бенд, како се случи тој момент? Немав никогаш бенд, меѓутоа многу сакав да пеам.
кога излегувавме, секогаш со друштвото уствари излегувавме на каде што има бенд, рок бенд. Уште од средно тоа ни беше навика и после некоја 2-3 песни, не знам, ќе се погодеше мојата и ќе побарав микрофон да ја испеам ова. Тоа ми е најверојатно некако фамилиарно, бидејќи моите родители држеа ноќен клуб, тоа беше главниот бизнис и така некако ми беше достапно тоа, окей ми беше, сакав музика од секогаш. Од тие ја слуша исто така музиката што јас ја слушав. Татко ми, by the way, беше во бенд. Да, он беше басист. Како се викаше бендот? Жармена бенд. Да, Жармена беше жената која што пееше, многу добро, се формираа бенд. Исто и тие си сака своја музика, па така си има каде да го реализираат тоа во ноќниот клуб на моите родители, така некако си се споја тие коцки. И од таму ми беше достапно и сакав понекогаш да земам микрофон, иако сестра ми многу подобро пее од мене. Колку убаво, фала ти што го споделува. Сега сватив дека има многу интересна сличност. Исто така и татко ми порано држеше еден локал во Љубојна, многу беше интересно, се викаше ако има утре. Браво. И ми текнува, уште кога бев значи тинеџер, го најдов менито каде што Кока-кола беше 50 денари. Така што тоа беа добрите времења. Друго време. Но многу пати кога ќе се навратам, од кај ми доаѓаат некои карактеристики и можеби мотивација за да правам некои работи, сваќам дека ми доаѓале од него. Тој бил човек кој што секогаш е активен, секогаш има некоја нова идеја и е секогаш во некој процес на создавање. Така што мислам дека кога сме обкружени со такви луѓе ги привземаме тие карактеристики неспесно. Баш. Ти си олицетворение на топ 5 луѓе со кои што најмногу се дружиш, нели така? Да, така тоа си е пишува. вистина. Па нели имаат една изрека с ким си такав си. Да. Валја Така тоа е што исто. Тоа си има некоја вистина. Супер. Понатаму продолжуваш средно економско во Охрид. Како беше тоа искуство? Како дојде одлуката дека ќе продолжиш баш во средно економско? Кои ти беа афинитетите, интересите тогаш и размислувањата? Да, тоа е интересен момент. Најчесто, после основно училиште, најголем број од децата заминуваат во гимназија. Јас одлучив економско заради тоа што најверојатно ме влечеа по бизнис и маркетинг темите. Не велам дека не сакав можеби биологија и хемија и физика, меѓутоа ова другото најмногу ме влечеше. Средно економско училиште ми беше можеби една од најправилните одлуки, иако мајка ми доставлjaеше на тоа, некако препозна дека сакам натака да се движам или дека најмногу разговарам за тие теми, па ме насочи натаму. Како почнав средно економско со предметите за маркетинг и бизнис, најмногу видов дека тие се полињата кои што кај мене будат некои тригери да истражувам повеќе, да добивам идеи за некои проектни задачи и слично, па едноставно само си продолжив да се вклучувам во иницијативи и да си го засакам школото. Иако прва и втора година средно, нели, се уште не си навлезен, меѓутоа после тоа дефинитивно беше права одлука. Многу ми е мило што го напомена дело дека некој ги препознал твоите афинитети. Кога сме во тие години, многу е важно да добиеме некоја насока или некој патогас каде треба да се движиме, иако цел живот е истражување. Цело време учиме нешто ново за нас и се осознаваме и гледаме по која патека ќе одиме, но тоа е многу важно. Јас имам завршена гимназија, но дека бев средно, јас многу сакав социологија. Како општествена наука многу ме интересираше, бидејќи ги објаснуваше процесите во самото општество, како е едно редување, кои се вредностите, кои се предрасуди, така што тие работи ми беа многу интересни, па така се одлучив да одам на општествено-хуманистички смер понатаму, па да се насочам кон економски факултет. Да, важно е и не само од родителите, и од самите професори во училиштето, бидејќи и тие на некој начин се и педагози во самото свое пренесување на знаење и тие
најверојатно треба некако да влијат на децата, да им даваат некои можеби суптилни пораки. Ова сакаш да го правиш, па еве ти екстра задача, или не знам, да ги вклучуваат во некој надвор од часовите активности. Точно. Каде што ќе може да се препознаат и што побрзо да видат дали ова за мене или не. И дури да не е, да го пробаат и да сватат дека не е за нив, тоа е исто така окей. Многу повеќе окей. Многу е важно да пробаме некои работи, да се соочуваме со неуспеси, бидејќи понатаму во животот ќе постојат и потешки одлуки кои што ќе треба да ги донесеме или искусиме, а тоа ни е добра вежба за да се соочиме со тоа чувство, бидејќи најчесто кога ќе доживееме некој неуспех или разочарување, имаме и физичка реакција кон тоа, па треба понатаму и да знаеме како да си ги менаџираме и емоциите. Продолжуваш понатаму на економскиот факултет тука во Скопје. Како беше тоа искуство? Кога зборувавме со тебе приватно пред снимањето, ми зборуваше дека ти си бил секој човекот во тимот кој што нема страв да излези пред своите колеги и да презентира, да превземе иницијатива, да застане и да го представи тоа што сте го работеле. Кога си стана свесна за тој момент дека ја имаш таа храброст, дали постоело ќе се погледнеме со групата и добро, јас ке се решам да го направам првиот чекор, или некој го препознал тоа кој тебе и бил како Ивана, мислам дека ти треба да презентираш. Не знам дали едното или другото, мислам дека е некоја комбинација на сето тоа со плюс вклучително на тремата која што секако ја чувствуваш. И најверојатно сакав побрзо да ни помине редот, да завршиме со презентацијата, да раскажеме што сме сработиле и да го добиеме фидбекот. Пред секоја не знам, во исто време валјда беше нешто што ме плашеше и сакав да го надминам. Веројатно е тој поривот, бидејќи пред секоја можна презентација, дали било не знам, на проектна задача или не е страшно. Добро. И мене ќе ми се случи неколку пати, не се сеќавам. Дали е проектна задача или завршен испит или не знам, јавно бранење на некоја тема, секогаш сум имала трема. Меѓутоа се пријавувам и сакам дури почесто да бидам меѓу првите што ќе го одбрани, што ќе заврши со презентацијата, и често си правам рефлексија, што кажав лошо или каде можеше подобро да се изразам. Сигурно и после овој подкаст ќе си заминам со некои такви takeaways дека некаде требаше да дополнам и така натаму. Меѓутоа, добро е да се пробуваме во работи кои што дури не ни се најкомфортни на светот, се надвор од комфорт зон, за да научиме да се осознаеме нели во тој момент и себе си и следен пат да бидеме подобри. Апсолутно се сложувам, особено кога станува збор за јавно говорење, најчесто е предизвик се луѓето и тоа е вештина што се учи. Се учи, да. Но важно е да пробуваме. И колку почесто излегуваме чекор по чекор надвор нашата комфорт зона, веќе ја прошируваме пак нашата комфорт зона и тие веќе нешта не стануваат толку голем предизвик. Да, и извини ако те прекинав, многу е интересно дека нели на конференции или некои презентации каде што сум имала можност да бидам во публика или да бидам дел од бекстејдж и да видам како некој после говор се симнува, искусен говорник со многу искуство, со супер кажани работи, да прави рефлексија на работи кои што требало поинаку или подобро да ги каже. И буквално онака да каже, окей, сгрешив, ова не требаше вака да го кажам, следниот пат знам каде да внимавам. Не е обесхрабрување дека нели да паднеш во оној луп на само сожалување и дека тотална е грешка, се избрукав и слично и никогаш повеќе да не застанеш на бина, него е окей, следниот пат ќе биде подобро и тоа е тоа. И како се соочуваме со тие моменти е многу важна таа рефлексија, да знаеме да ја свртиме од аспект дека па и добро се снајдов со грешката што ја направив. И тоа е добро, да. Добро се снајдов. Ќе се исклучи микрофон или не знам, нема работи кликерот за презентација. Нешто. А цело време ќе се случува. Да, нешто ќе такви работи. Супер, ти ми кажа за време на твоите студиски денови дека имаше едно Еразмус искуство во Словенија, а понатаму и завршуваш и мастер на машинскиот факултет на електро. На електро? Да. И тоа е во делот на проектен менеджмент? Да. Каде беше потребата за баш да се усовршиш во тој дел? Ова не ме праша кога пиевме кафе. Некако кога почнав со работа,
сите мои надредени ментори и нели претпоставени некако ми дава улога на проектен менаџер, дали суптилно или директно, некако имав некоја одговорност за повеќе членови во тимот. Сватив дека доста правам импровизација во водењето на тимот и во извршувањето на активностите. Не бев сигурна колку е правилна таа интуиција и таа импровизација дали е на место, дали другите ја чувствуваат, дали си викаат, не знам. Знаеш некој пример во однос на тоа, некоја ситуација каде што Па не, имам многу примери. Еве прв пример што ми текнува е на состаноците како се одвива или како го организирав тимот. Како застанувам да видам тасковите до каде се. Дали правам микроменеджмент или не. После, за да се запишам на мастер студиите за проектен менаџер, за да видам дека постојат методологии како се прави тоа. За да видам дека има некои работи кои што треба да ги аплицираш, а тимот да не ни осети дека ги прави. Така да има доста од тоа што може да се научи и теоретскиот дел на факултетот многу ми помогна да видам каде сум била во право со интуицијата, каде смеам да оставам на импровизација, а каде треба да има структура, систем, методологија и да се води по некоја шема. Тоа е многу важно. Се соживувам со овој момент од аспект на искуствата што сум ги имала во невладен сектор и водењето на работилници, фасилитирање на состаноци и правење на рефлексии од кога ќе заврши една работилница, каде што треба да се соберат сите импресии. Јас сум знаела каде треба да стигнам и што е она што треба да го извлечам и како да ја поставам атмосферата за да стигнеме до таму, но тоа што го кажа ти не сум ги имала на пример алатките за како да се направи тоа, пошто има начини како полесно да стигнеш до тој момент или пак да ги знаеш процесите во глава, каде треба да ги одиш чекорите со целата група. Да, и зависи. Например, во сите тимови каде што сум била дел од работата и од тимската игра, секогаш зависи корпоративната, односно компаниската култура. Дали се практикува стартап ways of working или има малку по-корпорацијска култура, треба да има повеќе не знам, ред, дисциплина, документација и слично, така да и тоа има многу голема улога и зависи самиот тим природно што впива и што сака да има, односно во која атмосфера најдобро носи резултати. Така да има сплет на многу околности, многу учев со работа, многу учев и на факултетот, многу учев и теоретски, меѓутоа праксата секогаш си бара нешто трето. И се уште учам, бидејќи нови генерации доаѓаат, нови тимови се формираат и има нова технологија и нови барања за работа, така да. Се согласувам. Како ти беше првата работна средина? Или по завршување на студиите, првото работно место, каква беше културата таму, која ти беше позицијата, одговорностите, како навигираше во тој простор? Се вработив многу брзо по дипломирање. Не знам, рече си недела 2. Правев едно истражување на пазарот, кое што многу им се допадна на компанијата. И ми понудија пракса. Почнав прво со пракса, месец-два, потоа ми понудија работа, продолжив да работам таму. Некои си скоро година дена, помалку од година дена. Тоа беше работа во маркетинг полето, бидејќи завршив маркетинг на економски факултет. Некако се надобар за работата, сакав да се видам во тоа поле по струка. И многу беше интересно што почнав со офлайн маркетинг. Значи офлайн маркетинг значи воблери во маркет, билборди, не знам, печатење на најразлични флаери и слично. Имаше и дигитален маркетинг, меѓутоа многу малку. Некако не се пронаоѓав во физичкиот офлайн маркетингот. Барав нешто дигитално, динамично и брзо сфатив дека многу научив од таму, значи дури да видиш што не ти лежи е добра работа. Меѓутоа беше многу голем предизвик да се работи за тогаш беа многу познати сокови, еден од попознатите тука на пазарот,
Имаше и други брендови, тоа беше капа на неколку бренда. И тоа беше многу динамично. Тогаш видов како функционира една компанија, дека како работи еден дизајн тим, како работи маркетинг, сметководство и така натаму во склоп на една компанија. Меѓутоа офлайн маркетингот е тој што не ме движеше толку. Потоа спонтано се случи една другарка да ми се јави да ми каже: Ивана, се запознав со една другарка која што работи во еден стартап, бараат некој човек за маркетинг, делува дека ти ќе бидеш фит за таму, ајде да те спојам некако за интервју. И викам, ајде добро, ајде да пробам. Се појавив на тоа интервју, тие бараат директор за маркетинг и брзо видов дека јас не можам да бидам директор за маркетинг, имам само 6-7 месеци работно искуство. Им кажав, а која ти беше позицијата претходно? Маркетинг асистент. Ако се сеќавам добро, нешто така беше. Маркетинг асистент. Од асистент до директор. Директно. Да, значи тука има многу позади, не е тоа туку така. Меѓутоа работата е дека кажав на интервјуто дека не можам да водам се околу маркетингот, не можам да бидам маркетинг директор бидејќи немам искуство, меѓутоа многу сакам да учам. Спремна сум да влечам знаење од други луѓе кои што се поискусни од мене и така натаму. Нормално ако има простор за такво нешто. И јас продолжив во меѓувреме да се барам и друга работа. 2-3 недели ги немаше за резултат и се реков добро. Не сум фит, да, разбирам, не едноставно си бараат поискусен човек. После 3 недели ми се јавија: Ивана, ќе одиме со тебе, ќе ти дадеме менторшип, ќе имаш се што ти треба за да учиш, имаш услови за работа колку сакаш, флексибилно работно време, лаптоп, не знам, одврзани раце. Мене сето тоа ми звучеше нереално. Работев многу, памтам, беше многу возбудлива на работа, не знам, работевме од сабајле до вечер буквално и не ни сметаше тоа, мислам. Имаше неколку луѓе од тимот кои што доаѓавме цело време. Се сеќавам кога го лансиравме продуктот, тоа беше апликација за продуктивност. Кога лансиравме, не знам, мислам дека цела вечер бевме во компанијата. Сега не се сеќавам точно дали беше баш на денот на лансирање, ама знам дека до 2-3 сабајле чекавме резултати, бидејќи се лансираше на многу популарна платформа Product Hunt. Бевме возбудени сите работевме за стартапот да успее и тоа беше драйв. Се сеќавам како носев, мислам дека и ти го кажав на кафе, носев резерва мајца, зашто буквално седевме пред лаптоп, ама се потевме од возбуда да видиме што ќе се случи. Верувам. Да, така да тоа беше многу убаво искуство, беше сосема различно од претходното. И тука се заразив со тој некој стартап Ways of Working и многу ми се допадна. Видов дека не мора да бидам extremely professional за една работа. Можам да пробувам повеќе работи од маркетингот, и sales, и email маркетинг, и питчинг, и инвестиции и слично. Веројатно и бизнис и маркетинг заедно. Така да тука се заразив со тој мајндсет. Пред ова искуство, беше ли запознаена што значи една стартап компанија, дали имаше некои информации? Ова која година се случува? Ова е некаде 2015-2016. Пред тоа не знам многу за стартап заедницата. Може би не знаеш ни ништо. Како ми спомна другаркава, така почнав да истражувам и да гледам. Видов дека тука има многу, дека се случува буквално многу млади луѓе собрани на едно место, прават магични работи. Создаваат продукти, градат бизниси, создаваат тимови. И некако тоа ми беше огромен драйв, ми направи некоја итност да учам многу повеќе, да запознавам многу луѓе, да ги прашувам сите како се прави ова, како се прави она, кој е овој, нели да ги запознавам и луѓето. И тогаш ги запознав многу од пријателите кои што ми се и ден денес блиски. Си разменуваме од идеи до искуства, до совети и многу ми се важни тие пријателства, бидејќи знаат уште од тогаш како сме почнале некои работи
и некако си ги следиме сите патиштата и дури се надополнуваме во некој момент од времето. Така да мислам дека многу е добра таа стартап заедница и многу е важна за младите луѓе. Се согласувам комплетно, особено бидејќи доколку имаш искуство во таква една динамична средина, во помали компании, може да погледнеш како функционираат најразлични процеси, кои што доколку дојдеш во поголема компанија и во еден сектор, не можеш да искусиш толку што се случува нели во, како да кажам, чевелите на другите, бидејќи тука сите сте блиски, мал тим сте и ги гледаш сите процеси кои што се случуваат. И тоа што го напомена, може да искусиш различни аспекти од твојата позиција, малце пошироко, не е се, како да кажам, централизирано или концепирано кон едно нешто конкретно, така што убаво е што си имала можност да пробаш различни аспекти, особено во делот на маркетинг, бидејќи сега има многу конкретни позиции. Например, можеш да работиш само Facebook Ads, например, да. И тоа да биде една позиција. А тука има различни нешта што си ги пробала. Што мислам дека е супер за понатамо. Тоа искуство трае 1 година, од прилика пред да преминеш на следното поглавие. Професионално? Година и пол. Да. Кој беше следниот мајлстон за Ивана? Следниот мајлстон, во суштина веднаш по таа работа ја запишав магистерски студии и си најдов друга работа во интернационална фирма, во главно работеше за скандинавски пазар. Градевме продукти, најчесто софтвер, меѓутоа се бавеше, таа фирма се бавеше со дигитализација на компании. И вградување на дигитални софтверски решенија во фирмата за да работи нели од аналоген бизнис во дигитален и некои процеси интерно нели да олесни некоја операционализација со некоја дигитална алатка. Тоа беше исто интересно искуство. Таму некако се надоврза приказната. Сето тоа што го научив во стартапот, претходно го имплементирав тука, заедно со тимот. За волја на вистината, кога влегов во таа фирма, на тој продукт што ме ставија да работам, требаше да го лансираме на Product Hunt. Јас само што го поминав тоа искуство во претходната фирма и некако си се надоврза приказната. Некако спонтано низ времето, сега кога ќе се свртам наназад, гледам дека некои работи обавезно сум ги направила барем 2 пати. Можеби не исто, ама сум имала шанса да не ја повторам без разлика дали е грешка или да направам нешто подобро следниот пат. Така да тоа е убаво кога можеби пробуваш повеќе различни работи и кога треба да го аплицираш истото на друг продукт или за друг клиент, веќе имаш искуство, не го правиш прв пат. Така да тука некако се надополнија работите. Имавме одличен тим, многу се дружевме, многу идеи излегуваа на кафе пауза или не знам кога се дружевме приватно и така тука некако многу ми беше важен тимот и заедно со тимот создававме се. Продуктите, односно клиентите за кои што работевме тогаш ги доживувавме како своји бизниси и многу се вложувавме во реализацијата на таа работа. И таму ги запознавам партнерите кои што ми се денес во компанијата, Владко и Димитар. Поздрав до Владко и Димитар. Поздрав до нив двајца. Заедно работиме веќе 8 години. 3,5 години бевме заедно во Elite International, веќе скоро 4. Тука сме заедно во Рейтинг и Бокси. Прекрасно. Многу се важни моментите што се случува надвор од работното време со колегите. Некогаш таму доаѓаат најинтересните идеи и тоа е многу клучно во вашата приказна како започнува се. Така што тоа е многу интересно. Што го сподели, некако природно стигнавме до тој дел каде што може да зборуваме за што е следно. Но сакам да ме запознаеш какви карактери се твоите колеги, значи Владко и Димитар. Како почнав да се дружите вие? Добро, мислев дека ова нема да го зборуваме на подкастов, ама окей. Ќе го кажам најблаго што можам. Зошто ваков овој давам? Заради тоа што многу сакаме да си правиме пренкови еден на друг. И тоа не е за секој окей, и јас тоа го разбирам.
и во право се. Мислам, разбирам зошто. Меѓутоа, ете, ние тројца сме таков тип. Сега што се случи, ќе оставам малце контекстот кон бокси. Како почна бокси, едно утро јас и Димитар тргнавме за Шведска, за Малме, и од моментот во 3 наутро, кога бидејќи Димитар живее во Ѓорче, јас сум во Козле, требаше да ме собере успат со таксито и да стигнеме до аеродром. Како во 3 наутро ме зеде со таксито, ние не застанавме да се смееме, а одевме во Шведска за да одржиме workshop, design thinking методологија, workshop за клиент кој што беше издавач, паблишер на физички магазини за деца и требаше да држиме workshop како тоа треба да се дигитализира. Како треба да биде новиот продукт за да стане компанијата од аналогна дигитална. Ние нормално дека имавме напорна работа, пред тоа бевме спремни, имавме истражување од над 50 слайдови со заклучоци, имавме спремни вежби, workshop кој што требаше јас да го фасилитирам, Димитар исто така имаше улога да го води другиот еден дел од вежбите и така натаму, значи бевме се спремни, меѓутоа имаше добра енергија и почнавме со смеење. Знам дека тогаш беше почеток корона, се уште не беше тука стигната, значи 2020 февруари. И знам дека кашлавме намерно на аеродром, ми викаше Дики, сега се врати од Италија, како беше во Италија тогаш почна короната, па се дистанцираа малце луѓето од нас. Не знам, такви некои смешки си правевме по пат. За да стигнеме таму, workshopот го сработивме супер, клиентот беше задоволен и после тоа го начекавме лаптопот од Владко отворен и некако се спремавме како да седнеме да напишеме мејл до сите колеги тука во Шведска. Владко беше тогаш CEO на цела компанија во 5 држави, над 230 вработени и не беше sejedno туку така да му седнеш на CEO-то на лаптоп и да пратиш мејл. Мислам, сепак има и доверливи информации лаптопот. И Димитар само ме погледна, му викам let's do it. И така седна Димитар на лаптопот. Јас не знаев што ќе пише. Он е многу добар во тоа идеи да му дојдат во истиот момент. И напиша, дечки, многу добар workshop имавме, Ивана и Димитар разказија. Сега ќе ве частам чизкейк сите. Во 3 нели попладне кога ќе биде паузата, сите имате торта. И он не е свесен дека е пратен мејлот, сите му викаат благодарам, фала многу, како ти текна, многу убава идеја. И доброто е што на крај ја реализира. Сам до крајот на денот веќе 2 торти беа тука, сите се почастивме, дури имам некоја слика во телефонот. Треба и да ја најдам да ти ја покажам. И така, пренк да не ја оштети никој страшно, меѓутоа така да се насмееме сите, ама да наместиме некој. Тоа некако не спои, да, тоа е некој вид на култура. Аби прекрасна синергија тоа, значи дека имате помеѓу вас. Сите овие моменти кај што се предизвикувате, превземате ризици, мене ми се многу интересни, мислам и приватно кога зборуваме за ова приказна сте кажав дека пред се тоа е храброст, да застанеш дека ќе донесеш таква одлука, дека ќе се соочиш со последиците на истата. Да, бевме спремни да се налути. Меѓутоа, многу клучен момент е дека ова го направивме откако сработивме се. Значи, точно. Многу е важно и одговорноста која што ја носиш со себе на нешто такво, посебно кога нели компанијата го плаќа патувањето, па имаме одговорност таму да се покажеме, да ги покажеме сите резултати од истражувањето. Сам бокси постои ден денес, а тоа истражување не престанавме да го правиме. Тогаш почнавме, меѓутоа со многу итерации, многу design thinking методологија позади, ние се уште работиме на тој продукт и сакам да кажам, не забораваме од кај го вадиме лебот, меѓутоа е многу важно паралелно и да се забавуваме, да имаме убаво да си поминуваме, да не е сето тоа премногу сериозно. Точно се сложувам. И тие моменти ќе останат во паметење и нешто на кое што може да се навраќаш кој на нас. Супер, ја спомна работилницата која што имавте тогаш во Малме во Шведска. И сега вас би пристапи клиент на кој што имаше потреба
да се креира тој продукт. Како дојдовте до името Бокси? Никогаш не прашав. Да. За тој дел и како започна цел тој процес. Сега ги гледаме баш почетоците на како беше креиран како продукт. Да. Бокси во суштина, прво за името, бидејќи прво се лансираше продуктот во Шведска, Бок на шведски е книга, и некако спонтано ни дојде си да додадеме на крај Бокси, звучеше многу добро и се склопи името. Во поглед на работилницата, како ја изработуваме, ние прво правиме огромен ресерч за она што е проблемот. Значи, клиентот доаѓа кај нас со проблем, меѓутоа ние истражуваме да видиме што е трендинг на пазарот, кои се конкурентите, докаде се стигнати со своите технолошки решенија, што може ние да понудиме што е различно од пазарот, меѓутоа во сето ова е многу битно да се напомене дека го валидираме проблемот. Значи, не само да го дефинираме проблемот и да завршиме со таа реченица, него да валидираме дека проблемот навистина постои. И со сето тоа истражување, тоа што го правевме, видовме дека децата се помалку читаат. И тоа не само децата помалку читаат, туку и возрастните помалку читаат. Она што е различно во бихевиористичкиот пристап на децата и како растат со сета таа технологија е дека имаат се пократок attention span, се пократок прозорец на внимание кој што го посветуваат на работите. Значи денес дете да седне да чита книга од 400 страни е скоро невозможно. Не викам дека никој не го прави тоа, секогаш има исклучоци, меѓутоа кога ја гледаме масата на луѓе, тоа е најчесто така. И гледавме како може да понудиме решение на нешто кое што ќе биде продукт, ќе биде достапно за децата и ќе биде доволно интересно. Значи сето ова беше во склоп на детскиот свет. Гледавме како да таргетот на деца е од колку, од 6 од 4 до 16 години. Со сето тоа истражување видовме дека се многу различни тие деца измеѓу тие годишни групи и не можеме да понудиме туку така еден продукт за сите. Прво не е кул. Некој што има 14 години не сака да види дека сестра или брат од 5-6 години ја користи истата апликација. Така да има многу сплет на истражувања и заклучоци кои што ги најдовме за да дојдеме ние до првиот продукт, односно до првиот MVP на Бокси. Заедно со Димитар и Владко го градиме од ден 0 и што значи тоа, дури со првиот дизајн, со првото истражување, значи буквално на улица сме прашувале луѓе во Шведска што мислат за дигитализацијата, за читање, за слушање книги и така натаму. Морам да напоменам во целиот овој склоп дека Скандинавија е доста напреден пазар во ова поле. Ние бевме веќе 7 апликација на пазарот и требаше да понудиме нешто стварно уникатно, различно и нешто што ќе биде промена на однесувањето на децата. Така сфативме дека само ако ставиме PDF во една мобилна апликација нема да биде доволно. Дури да ја направиме книгата нели со убав свајп да се вртат страните како физичка книга нели има такви ридери, сфативме дека и тоа не е доволно. Треба да понудиме нешто екстра. И направивме геймификацијата како елемент, значи како што децата читаат или слушаат, така добиваат поени, има најразлични аватари, може да добијат различни награди и седиме така и викаме окей, ова не е доволно. Треба нешто уште по-болд и нешто што ќе ги натера децата да читаат. Значи, rewarding системот е нешто што веќе постои. Тоа е некоја алатка која што ние треба никако да ја употребиме. Нема да влезам сега во оние дискусии на воспитување на децата и тоа дали треба rewarding систем да се користи, меѓутоа во овој специфичен момент беше соодветно да се воспостави нешто такво. И се сетивме, на Димитар му текна, Roblox, дајте нешто со игри да направиме. И првата идеја беше Roblox, звучеше многу комплицирано, требаше интеграции и така натаму, звучеше 2-3 месеци девелопмент. И на Дик
Дики, го викаме Дики. Димитар ми е чудно да официјално. Да. На Дики му текна дај да ставиме гифт картички. Како што ќе соберат X поени, да си купат гифт картичка и нема да биде мамо тато дај ми $5 да си играм на Roblox. Ќе биде прочитај си 2-3 книги на бокси, собери си поенчиња, купи си сам гифт картичка за Roblox и така ќе си откучат нели таму Robux поени и така натаму. Тоа беше првиот тест на идејата и тоа ни е дел од методологијата на градење продукт. Кога ќе имаме некоја идеја, брзо да тестираме, да валидираме дали е нештото валидно за таргет публиката. И кога видовме дека функционира, дека децата стварно читаат книги за да соберат Roblox, го превениравме и моментот на читинг, значи не е само искролај, туку има time spend колку во принцип е очекувано за дете со својот reading pace, со своето време на читање и брзина да ја заврши таа книга за да ги освои поените. Така да тоа се покажа како добра идеја, ја имплементиравме, ја имаме дури и тука во Македонија. Супер. И така, малку навлегов, меѓутоа почетоците на Бокси беа детска апликација за читање и слушање книги на шведски пазар. Супер. За потоа позасно да дојде и кај нас. Драго доколку време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Ми се допадна што детално го објасни овој процес и тоа што наместо ништо да се избегне или да се превентира. Например, наместо да играат да читаат книги, ние го инкорпорираме ова за да имаат двоен бенефит. Ние ги уградуваме нешто што од друга страна пак им прави нив задоволство и не ги ограничуваме во тој поглед, туку тие добиваат дополнителна вредност со во цел тој процес. Тоа ми се веќе многу интересно. Ова е многу важно. За ова јас и ти малку зборувавме, меѓутоа затоа и напоменав дека ние почнавме со истражување, меѓутоа не прекинуваме тоа да го правиме. Многу е важно денес да се воспостави некој баланс помеѓу времето поминато пред екранот и приватниот живот, односно физичкиот живот, реалниот, нели, во некој контекст и се спомнува. Кога зборувам на ова, мислам на родителската одговорност. Сега ова е дел моје лично мислење, јас не сум експерт во ова поле, меѓутоа од сето истражување кое што го правевме и некој мој overview, некое мое мислење е следното. Треба некој баланс од причина што екраните се тука и дигиталната ера е тука пристигната. Сваќам и кои се лошите последици. Еве и јас имам дете и доста читам за тоа. Меѓутоа не верувам дека може да ги исклучиме 100% од дигиталниот свет и да забраниме екрани на децата. Особено после некоја возраст. Значи, ќе дојдат до момент каде што треба да имаат телефон, меѓутоа треба да имаат дигитална писменост. Меѓутоа, првата дигитална писменост треба да ја имаме ние родителите и да сватиме што тоа значи за децата. Например, ако прашаме некоја дете, ќе каже па 2-3 сати на ден седам на телефон, а во суштина има Kids Today, Kids Online истражување кое што вика дека за време на викенд децата поминуваат измеѓу 8 и 9 часови дневно на телефон. Тоа е тоа со кое што се бориме, односно дигиталната писменост, меѓутоа не во поглед на тоа дека седат на телефонот, туку како ние, како родители, да се доближиме до нив. Ние треба утре да ги разбираме, а ако сме само против тоа што седат пред екраните, како ние ќе се доближиме и како ќе разбереме што е тоа што тоа дете го бара во телефонот и во тој екран. Така да сметам дека тоа време поминато пред екранот треба да се насочуваме да биде квалитетно. Дел од тоа време дефинитивно треба да се намали. Сепак ние имаме улога како родители да кажеме не може 9 сати да седиш на телефон, меѓутоа тоа треба да го правиме со некоја иницијатива. Ајде да шетаме надвор, ајде да да правиме други активности. Да, некои активности заедно и тоа е многу важно. Меѓутоа
другата работа е што уште од мали години искуството покажува дека имаат нели неколку играчки, меѓутоа омилени им се тие тие играчки кои што ги користат заедно со своите родители. Така да тоа е некој behavior, некој однесување на децата кое што е природно. Ние го носиме со себе. Не го наметнал никој, едноставно инстинктивно така доаѓа. И тука е улогата на родителите каде што ако денешната играчка е телефонот, да речеме после 4, 5, 6 години кога секако го даваме телефонот да биде дел од нивното секојдневие, ги бараме и на телефон каде се што се. Точно. Еве јас допрва ќе дојдам до тоа искуство. Меѓутоа од се што прочитав до сега, гледам дека треба некако да разбереме како го користат Snapchat, TikTok, што прават. Не значи дека јас ќе го користам да им биде тоа нели непријатно и да биде контролирачки, туку да сакаат и да ми раскажат што е тоа внатре, што бараат таму, што читаат и на некој начин да се доближиме и да ги разбереме, бидејќи факт е дека генерацијскиот јас е многу поголем денес заради брзото технолошко развивање и ние мора да бидеме пофлексибилни за да ги разбереме децата денес и да им се доближиме со цел да ја пренесеме и вградиме таа емпатија, разбирање, намалување на булинг и многу други теми кои што се надоврзуваат на сето ова. Да се вратам на темата бокси. Од тука и тргнавме со Family Reading во еден момент, каде што го најавивме и делот за возрастни. Односно, има два профили. Ако го сватиме бокси како Netflix за читање и слушање книги, тогаш месечната претплата дава два профили, еден возрасен, еден за деца. И во принцип сакаме да донесеме некое фамилиарно читање, каде што и родителите и децата ќе може да читаат или слушаат книги или подкасти да слушаат, имаме и подкасти таму. Се со цел да го донесеме дигиталното решение со македонски контент, значи да не бидат изложени само пред англиска литература и да зборуваат англиски многу по-природно отколку македонски јазик. Што многу често се случува со новите генерации. И да имаат заедничко време поминато и во исто време квалитетно пред екраните. Многу убаво објаснато. Се сложувам со се што напомена, особено сакам да ставам акцент дека многу често некогаш брзо ги осудуваме децата за некои постапки, наместо да се погледниме и што правиме ние, бидејќи тие се слика и прилика на тоа и ние како се однесуваме, бидејќи ако ние го ограничуваме детето во однос на времето поминато на телефон, колку ние често поминуваме време на телефон, колку често тие ги гледаат тие наши постапки. Така што од тој аспект сметам дека треба да ја свртиме и сликата, мислам, ова зборувам и јас не како родител, но како еве тетка, бидејќи ги гледам моите внуци и тие го следат секој мој чекор, особено кога сме заедно и ги гледаат тие моменти. И тогаш јас се освестувам себе си колку јас често сум на телефон кога сум со нив, а тоа треба да биде време што ние го поминуваме заедно. Да. И многу е убаво што постои една таква можност за читање и за возрастни и за деца, за да можат и родители пак да бидат пример и да ги пренесат своите навики на децата или па да се охрабриме да градиме нови навики, а тоа е најчесто најтешкиот дел кој што се менува кај луѓето. Бидејќи тие ни се во најголемиот дел во комфорт зоната и е тешко тие да ги промениме. Да, тешко е и меѓутоа со работа на себе и ако сватиме дека е окей да сгрешиме, денес ја направивме таа грешка, меѓутоа научивме, утре нема да ќе гледам да ја фатам пред да ја направам таа грешка. И исто така авторитативно. Не може ние да воспоставиме авторитет над детето ако јас правам нешто, а го забранувам на детето да го прави. Значи зошто не смеам јас да го правам тоа? Така да фере, ако веќе нешто забрануваме, да не го правиме ни ние. Значи не може да му забранам јас на детето да користи телефон и да седи на TikTok, ако јас седам на TikTok и го гледа тоа. Мислам, не е фер. Се сложувам. Како беше првиот фидбек кога ги правивте првите тестирања, кога го воведовте дело со гифт картицата со
Roblox. Како беше фидбекот тогаш? Колку корисници имаше бокси тогаш на тој пазар? И кои беа можеби интересни кампањи кои што ги спроведовте таму? Ми напомени на за Дизни, така што може на тоа да се навратиме. Да, супер реагираше публиката, дури имаше еден момент на виралност кога некој дете ќе разбере дека има Roblox и ќе им каже на другарчињата како може да дојдат до Roblox картички, така да тоа беше интересен момент да се види. Да, имавме интересна кампања, тоа беше Disneyland Париз. Заедно со тимот дојдовме до идеја како да го зголемиме бренд ауернесот на бокси, бидејќи беше веќе 7-ма апликација на пазарот и многу размислувавме, дававме многу идеи и некако сите се согласивме едногласно дека Disneyland е добра идеја. Меѓутоа, она што е различно од другите Disneyland кампањи е дека ние го направивме ова официјално со Disneyland Париз, им се јавивме со добра идеја, имавме неколку состаноци каде што го презентиравме продуктот, што сакаме да постигнеме, и дека сакаме да однесеме 2 шведски фамилии во Disneyland Париз и тимот таму направи целосен ревју на цела апликација, како функционира, каков ни е маркетинг планот, зашто ќе го трошиме буџетот и слично. И бевме договорени пола-пола, партнерски го вложивме буџетот, 50% го вложивме ние, односно за адвертайзинг делот го вложивме ние, а Disneyland Париз ги плати авионските карти и сместувањето таму за 2 фамилии. Кампањата помина супер, беше доста мониторирана, се следеше се цело флоу, од мејлови до таму имаше и дигитални on demand. Како беше насловена кампањата? Што требаше да направат? Кој беше предизвикот? Што требаше да се исполни? Требаше да прочитаат книги, да дојдат до одреден број на поени, за да ја освојат кампањата и после тоа да одговорат со некое писмо зошто Disneyland Париз е за нив одлична дестинација, што ги мотивира да одат таму. Кампањата помина добро од аспект на бренд awareness и со тек на време, бидејќи сето ова е створено од македонски тим. Значи, од тука го правевме цел дизајн на апликацијата, дизајнот на аватарите, идеите за кампањите, реализацијата на кампањите. Така ни дојде една огромна желба да го донесеме бокси тука во Македонија. Од патриотски причини. Да. Колку луѓе бевте во тимот кога се работеше на кампања? Тогаш бевме околу 10-14 луѓе, нели, фултајм и контракторски. Тогаш се градеше и продуктот, имаше и девелопмент тим, и дизајн тим, и маркетинг тим, доста тимови работеа, бидејќи продуктот се градеше како што тестиравме на пазарот, како што гледавме што треба, така подобрувавме од него и слично. Склучувавме многу договори со многу издавачи, имаме над 200 издавачи во портфолиото, меѓу нив еден од светски најголемите Harper Collins. Имаме 20.000 книги на англиски јазик. Супер. Другите 30.000 се комбинација шведски, македонски, албански и така натаму. Така да се трудиме сега тука во овој регион да направиме едно поголемо движење, односно да го дигитализираме овој пазар. И знам дека некои од луѓето ова го гледаат како мора ли сега и книгите да бидат дигитални. Меѓутоа целата идеја е да се створи продукт кој што ќе биде достапен и за новите генерации кои што читаат дигитални книги или слушаат книги или слушаат подкасти. И треба да имаме и ние едно такво решение. Не викам дека физичката книга ќе ја снема, напротив. И двете алтернативи се супер да ги имаме и зошто да го немаме тоа тука кога веќе е создадено од македонски тим. Се сложувам. И сигурно таа еуфорија и возбуда била како зашто ова да не го донесеме тука. Тоа чувство. Која година се случува оваа кампања? Пошто после тоа веќе во 2022 почнуваат кампањите кај нас за бокси. Некои 5-6 месеци пред тоа.
Кога се носеше одлуката Бокси да дојде на македонскиот пазар, кои беа првите чекори што беа превземени? И тоа беше многу интересно време. Да, тогаш спремавме доста тактички што се треба да се изработи и плански вака кога го видовме се изгледаше супер. Че знаевме точно кои се чекорите, бидејќи во Шведска веќе го поминавме тоа, меѓутоа кога почнавме да го реализираме тоа, не беше баш така. Морам да го поздравам тогаш тимот, бидејќи тоаш беше некој пресврт мој, јас останав трудна, требаше да почнам со породилно искуство, со породилно отсуство и сето моје искуство требаше да го пренесам на тогашниот тим и тие да си продолжат со лансирањето на Бокси тука во Македонија. Знам колку брзав и Димитар ми викаше: "Добро Ивана, тука си нема да те снема утре, ќе стигнеме се, ќе се снајдеме." Како и да е, тимот заврши одлична работа. Има многу предизвици заради тоа што едноставно првпат се зборуваше за модел на предплата. Значи, ова беше еден вид на стриминг сервис. Значи, со месечна предплата имаш пристап до сите можни книги внатре. Не се работи за single book purchase, односно за купување на една книга, еден наслов, ја читаш туку достапност до сите книги. Тој беше некој нов модел на плаќање на роялтис кон издавачите. Значи месечна предплата. Месечна предплата, да. И тоа требаше да се објасни и кога си нов и млад на пазарот, немаат многу луѓето доверба и требаше да помине еден квартал за да ги исплатиме првите фактури. И се сеќавам тогаш девојката која што го водеше сето ова, Сања, она ги убедуваше издавачите да влезат, нели, да ги постават своите книги на Бокси, да потпишеме договори. И после еден квартал кога ги исплативме првите фактури, кажа: "Па вие сте биле сериозни, ова било вистина." Да, вистина е. И така едноставно меѓусебно си ја градевме таа доверба. И еве неколку година и пол подоцна, се уште ги имаме истите издавачи со нас. Колку издавачки куќи моментално? На 40 се македонски издавачи на Бокси. Таа библиотека расте. Цело време добиваме нови наслови и многу е важно да се каже дека сите тие наслови имаат потпишани права за дигитална дистрибуција. Значи не може само да се земат книгите и да се стават на Бокси, туку се до тоа си има легална постапка со потпишан договор дека имаме право на, односно издавачот има право дигитално да ја дистрибуира таа книга во Бокси. Доколку може би некој од некоја издавачка куќа која што се нема приклучено, го слуша овој подкаст, што треба да им препорачаме? Кој е процесот, кај да се обратат? Може да пишат на било кој од тимот на Бокси, може да пуштат мејли на сапорт. Мејлот се наоѓа и на веб страната, може и мене ivana.karalieva@boxy.app. Постапката е, седнуваме, ги гледаме книгите, кои се, колку се на број. Многу е важно да бидат во EPUB верзија, односно верзија која што е дигитална, за да биде многу по user friendly во денешен речник. Тоа значи дека може да сменат позадина, може да става дислексичен фонт на текстот или да се сменат било кој фонт, да сменат големина, reflowable, значи може да се адаптира на големината на екранот. И гледаме колку книги се, договараме цена, потпишуваме договор и книгите се на Бокси за неколку секунди. Прекрасно. И уште од друга перспектива, доколку некој има своја книга и не ја издава преку издавачка куќа, кој би бил процесот доколку сака својата книга да ја пласира на Бокси? Да. Знам дека беше потребно бројче. ISBN бројче. Број, кога ќе се обезбеди тој број, после тоа може да ја ставиме книгата кај нас, меѓутоа потпишуваме во тој случај договор со индивидуалниот автор, наместо со издавачката куќа. Бидејќи со секој читање на неговата книга, следува еден дел кај што добива роялтис. Да. За секое читање од луѓето во Бокси ние
плаќаме кон издавачите. Тоа значи дека ако јас прочитам одреден дел од книгата и вие исто, тоа се акумулира и кога ќе се постигне 100% читаност на една книга, ние тогаш плаќаме на издавачот. Не чекаме еден човек да ја прочита цела книга, па после да платиме, бидејќи некогаш тоа значи дека неколку месеци сакаш да ја читаш книгата помалку или читаш неколку книги паралелно, така да тоа го акумулираме за да е по-привлечно за издавачите во исто време. Супер, тоа е многу добро. И убаво што го споменавме, бидејќи јас не го знаев ова. А за сите кои што можеби се интересирале за бокси, а не почнале да ја користат, што можат да најдат на бокси денес, земајќи ги сите промени кои што се направени и она што е добиено како фидбек од досегашните корисници? Да. Може да најдат прво без разлика дали ќе се претплатат на веб страната или ќе си дојдат преку App Store или Play Store. Добиваат 2 профили со таа месечна претплата. Добиваат пристап до сите можни книги кои што се внатре. На профилот за возрастни ги добиваат сите наслови за возрастни, во детскиот профил ги добиваат сите детски наслови. Добиваат книги, аудио книги, подкасти, геймификација, односно награди на месечно ниво, добиваат во детскиот свет има аватари, како што добиваат повеќе поени, им се отклучуваат нови аватари, нови аксесори, елементи за тие аватари може да си ги уредуваат и така натаму. Така да цело тоа искуство, односно се што е изградено до сега во апликацијата е моментално достапно на македонската верзија. Супер, така што сите што не слушаат и што можеби ја немаат спуштена апликацијата или не ја посетиле платформата, ова е знак. Сега е моментот. Дека треба да истражите повеќе. Моментално имате бизнис моделот е нели повеќе кон потрошувачи, значи B2C модел имате моментално. Кога разговаравме ние во овој дел, ми соопшти дека моментално сте во некој процес на транзиција и сакате да направите на промена во однос на тој бизнис модел. Може да ни откриеш нешто повеќе? Да, секако. Транзицијата можеби сега се случува, меѓутоа ние се припремаме некое време за таа транзиција. Развиваме продукт кој што дигитализира издавачи, односно ние алатката со која што ги дигитализираме издавачите. Што тоа значи? Тоа значи генерирање, создавање на аудио и книги кои што се супер за дигитална дистрибуција. Во поглед на книгите тоа значи дека е книгата EPUB, како што напоменав пред малку, дека може да се менува позадина, фонт и така натаму, додека за аудио книгите тоа значи дека се генерираат со помош на вештачка интелигенција и за 15 минути ние може да изгенерираме книга од 200 страни. Тоа да биде на македонски јазик, да звучи супер, да се чувствува дека е вештачка интелигенција, меѓутоа ќе се изненадите колку роботскиот момент е сведен на минимум. Исто така имаме можности да си играме со бојата на гласот, брзината, динамиката и слично, значи во зависност од тоа каков е жанрот и што сакаме да постигнеме, односно издавачот што сака да постигне. И за крај, одозгоре на сето тоа можеме да ја аугментираме книгата во нашиот речник или да створиме аудиодрама. Тоа значи дека книгата позадински покрај нараторот, во овој случај вештачката интелигенција, позадински има и звуци. Например, ако го земеме Шерлок Холмс, пристигна во самото дејство на книгата, пристигнува воз или се слушаат некои мистериозни чекори по скали, ние само го аплицираме тој звук и кога ја слушате приказната додека се раскажува, плюс го имате и чувството на звуци позади, што ве носат баш во амбиентот на книгата и во раскажувањето. Тоа звучи многу интересно. И да чекам. Да, идејата е да го направиме сето ова на македонски јазик, да им помогнеме на издавачите и да го револуционираме пазарот тука во Македонија, меѓутоа не само тука и во регионот, бидејќи имаме 170 јазици достапни на платформата и амбициите се да пораснеме и понатаму и во други држави. И заради тоа моментално Бокси е во моментов во еден дел на фандрейзинг, односно во инвестициски период, каде што
собираме инвестициски средства од луѓе кои што сакаат да се вклучат во приказната, веруваат во неа и ќе ни помогнат побрзо да излеземе на нови пазари и побрзо да ги освоиме. Супер. Природно дојдовме до делот за кој што навистина сакав и да поразговараме. Тебе ти омиле. Да, први пред се дали досега имало некоја инвестиција во бокси или ова ќе биде првата инвестициска рунда за која што се припремате? Односно, можеби сте и веќе во процес. Бокси имаше една инвестиција, односно грант од Фонд за иновации, стартапова и 3, мислам дека беше, ако добро се сеќавам. Не ми замерувајте ако сгрешив бројот. Меѓутоа, како инвестиција од ангели инвеститори во моментов е прва која што се затвори во почетокот на септември. Рундата е се уште отворена и сега ќе затвориме втор дел од тикетите, нели, затоа зборувавме а ти. Рундата има повеќе тикети, не идеално би било да дојде некој да ја затвори цела рунда. Меѓутоа во овој случај ние се трудиме да внимаваме да ги одбереме правите инвеститори за бокси, односно тие кои што веруваат во приказната, меѓутоа и тие кои што може да ни помогнат да влеземе во новите пазари, да ни отворат врати, и тоа значи дека се луѓе од регионот. Например, од сите држави кои што сакаме да влеземе, би било идеално да имаме барем еден ангел инвеститор, заради тоа што ќе не запознае со луѓето таму, ќе не представи, полесно ќе ни се отворат некои врати. Ако до некој издавач јас треба заедно со тимот да потрошиме многу време на истражување, можеби да патуваме до таму да се вратиме, вака би било малку побрзо да закажеме состаноци. Така да вториот тикет од рундата се затвара сега овој период, би требало до крајот на декември да го затвориме и продолжуваме со фандрейзингот во новата година понатаму. Супер. Сега во однос на процесот кога сте го воочиле моментот дека нели е потребна инвестиција со цел нели проширување, пристап до нови пазари и слично, како го започнавме тој процес? Нели дали направите некое си мапирање, ги имавте контактите, како се одвиваше тој дел, некои работи можеби веќе тебе ти биле познати од претходно? Дали можеш да не доловиш нешто повеќе за тој дел? Да. Предходно во стартапот каде што бев, тоа ми беше првиот допир со инвестициски процес. Тогаш прв пат пичував за нели пичинг настан да го представиш бизнисот, да ја представиш идејата. Тогаш прв пат видов што е тоа. Така да некои основи околу инвестирање, фандрейзинг, пичување на стартап ми беа јасни како се одвиваат, меѓутоа кога треба тоа да го правиш и посебно како му доаѓа 5, 6, 7 години подоцна, сменици се работите доста. Меѓутоа останува тоа да ги најдеш правите инвеститори за твојата идеја и твојот бизнис. Доста даваат сапорт, односно поддршка заедниците тука, стартап заедниците, другите стартапи кои што успеале да земат инвестиција, така да кога некој сега би почнал да отвори рунда или да почне да бара инвестиции, тогаш би го советувала да разговара со некој што затворил инвестиција или што барем го поминал инвестицискиот процес и знае како се одвиваат работите. Значи има некои основи од типот на мора да се спреми тој инвестмент кит. Pitch deck, тоа е презентација од некои 10 слайда, што е многу тешко да представиш се што сакаш да кажеш во 10 слайда. Секогаш правиш на почеток, не знам, можеби 20, па треба да скратиш, многу е тешко да одбереш што да скратиш, да нема на, барем мене лично ми беше така. Треба да се намалат, да бидат основни 10 слайда, бидејќи инвеститорите, замислете, добиваат по 100 pitch декови во денот и треба да одберат да обратат внимание на баш вашиот. Потоа е битно да имате истражувања, да знаете точно кои се инвестициските куќи во регионот, бидејќи ги има многу. Има venture capital кои што затвараат поголеми рунди и се за позрели стартапи кои што најверојатно веќе имаат продукт на пазарот, веќе се in revenue и така натаму. Генерираат некој профит.
Понатаму има ангели инвеститори кои што се луѓе кои што имаат буџет и го распределуваат дури во идеја фаза или во некоја порана фаза. Нив им е многу важен тимот, на сите инвеститори им е важен тимот, бидејќи треба да е спремен и за пивот, ете и во вашиот подкаст со Горијан малку зборувавте за пивотинг, така да исто и пакет МК резање на инвестиции, значи сето тоа има дел тим како секција која што игра улога во донесувањето на тоа дали некој инвеститор ќе инвестира во вас или не, меѓутоа мора да бидете спремни со тој кит, мора да има финансиски план, финансиска проекција како ги гледате следните 3 години, ако има traction, односно било какви бројки до сега, milestones, што се освоени, треба да се покажат и така тие се некои основи што би ги кажала за почеток. Супер. Да, тимот е особено важен и ние кога го имаме повикот за инкубаторската програма, што верувам кога ќе излезе оваа епизода веќе ќе биде затворен. Тоа е едно од најважните нешта што ги гледаме, мислам покрај потенцијалот на самата идеја, скалабилноста на истата, исто така гледаме кој е капацитетот на тимот и потенцијалот на истиот, бидејќи идејата може да се менува, како што кажете, значи може да пивотира, да стигне во некоја друга насока, но важно е колку тимот ќе биде издржлив и кој е нивното искуство претходно и што ги спојува, кој е драйвот, нели, што ги мотивира понатаму да движат. Да, во тој контекст морам да го спомнам тимот кој што досега воопшто бил дел од Бокси, заради тоа што некој од нив допринел за некоја идеја. Дигнал глас кога требало нешто да се смени. Знам многу пати кога алармирале дека дајте ова да го валидираме со корисниците. Бидејќи кога си во балонот на продуктот и кога го работиш тоа подолго време, многу тешко можеш да се ставаш во чевлите на други луѓе околу. Комплетно. Многу е важно кога самиот тим го гледа тоа и го вади на маса. Исто така има, не знам точно кај го прочитав ова, ама ми има оставено впечаток дека кога на англиски е when you don't know what to do next, ask your customer. Значи кога не сте свесни што следно треба да направиме, дали маркетиншки или product wise, може да секогаш да направиме интервју со топ корисници на продуктот или анкета на тие што го користат, не знам, оваа недела. Да, не треба да се залюбиме толку многу во продуктот кај што не го пуштаме и не му даваме ни простор да расте понатаму. Да. Така што не треба се да се случува во една затворена просторија, треба да бидеме отворени да добиваме нови мислења, пошто од тоа може да стигнат и новите начини како ќе се развива самата апликација, продуктот, дури нешто што не сме го воочиле претходно, бидејќи толку сме биле фокусирани ова што го имаме да биде совршено и најдобро што може. Така што дефинитивно се сложувам за тој дел. Ни останува уште нешто што сакав да прашам. Која е сумата што моментално била инвестирана сега, која земеме тоа што било од фонд за иновации и претходна инвестиција, колку купно било инвестирано во Бокси моментално? Да, ако знаеш. Да, значи првичната сума која што е вложена е доста голема во Бокси за да се изгради. Тоа беше еден вид на bootstrap. Значи беше користен комбинација на буџет, она што Бокси го заработуваше со инвестицијата наша и во комбинација со клиентот. Подоцна беа вложени 80.000 евра во Бокси и сега сме на пат да обезбедиме уште средства. Супер. Значи кратко. Да. Тоа е буџетот ни за овие 2-3 години. Супер. Сакам да прашам уште кој е следниот пазар. Знам дека во интервјуто со IT-МК зборувавте многу и за Албанија како пазар кој што има дефинитивно поинакви читачки навики од страна на потрошувачите. Докаде сте во однос на тој процес и кој може би друг пазар кој што го пикирате или може би се неколку? Неколку се. Албанскиот пазар ни беше цел да го лансираме во септември и тоа го направивме. Супер. Да, стигнавме да го освоиме тој milestone со тоа што се уште потпишуваме договори со издавачите од таму. Тоа значи дека маркетиншки ја немаме лансирано кампањата.
Меѓутоа, Во продуктот позадина. е достапен за користење, да, на албански јазик, може да се купат предплата и така натаму. Значи, сите тие чекори се завршени. Во поглед на следни пазари, значи дефинитивно одиме со Косово, Србија, Босна, Црна Гора, Хрватска и Словенија. Еден од следните пазари ќе ни биде Словенија, заради тоа што имаме инвеститори од таму. Меѓутоа не е тоа единствената причина, туку едноставно тој пазар е доста зрел за ваков чекор. Веќе имавме неколку состаноци со словенечки издавачи и супер се расположени за влез на продуктот. Тоа многу ме радува. Ви посакувам уште многу успех во освојувањето на другите пазари. Благодарам. И сега ќе се навратам на еден момент на како јас се запознав со Бокси. Тоа беше сајм на книга 2022, кога имавте кампањата со кафенца, флаерче, и мислам дека требаше да оставиме мейл за да добиеме кафенце, и ми тикнува на дел од прилогот на телевизија Алфа, каде што ти веќе си, можеби не знам, 7-8 месец во твојата пременост изборуваш за 9. Да. Како беше тоа чувство, тој фидбек, и да го наврзиме во однос на твоите приватни чувства тогаш, бидејќи за тебе треба да почне на ново поглавие во приватниот живот, накратко го напомена тоа претходно. Но тука почнува ново поглавие на Бокси. И ти ми спомена дека растеше 2 деца паралелно од тој момент, од аспект на нели Сара, твојата ќерка, и Бокси на македонскиот пазар. Да. Интересно време. Да, инаку тоа интервју беше многу интересно. Другарите уште ме зезаат дека 2-3 камери требало за да ме снимат тогаш. Тоа беше тогаш, да. Интересно искуство беше заради тоа што многу научив со тоа да прво видов дека додека сум бремена или можам да работам најнормално. Работев до крај дур можев. Памтам со колешката веќе стварно не одеше веќе да одам во канцеларија, беше последната недела пред нели да пристигне Сара на овој свет. Меѓутоа тимот доста се прилагодуваше на мене кога имаше такви моменти. Доаѓа на пример кај мене блиску до зграда има еден кафич, па тука седнувавме да работиме заедно и тоа беше многу супер од нив. Исто така огромна беше поддршката од Димитар и Владко кога заминав јас на породилно отсуство, бидејќи имав некој несвесен страв дека испуштам нешто јас, дека нема да бидам тука за тимот, нема да бидам тука за Димитар. Меѓутоа не е се тоа така. Кога мислам требало сега да сум во тој момент, ќе имам многу поголема доверба, можеби дека тие може да го направат тоа, заради тоа што стварно направија многу работи супер, дури онака можеби подобро од јас што би ги направила. И тоа беше супер да се види и да се искоси. Меѓутоа нивната поддршка за тоа дека е окей јас да бидам породилно отсуство и да го земам тоа бавно време кое што е тогаш со бебето е окей, и дека кога ќе се вратам треба да се вратам силна и спремна и инспирирана да се вратам повторно на работите кои што си ги имам. И тука ме освестија тие, тоа беше многу супер. Многу научив од нив, затоа и јас како треба утре со дел од тимот да се поставам во таков случај. Вториот предизвик беше кога се враќав на работа, за да постигнам со целата динамика. Нели детето треба да се навикне во градинка. Многу читав и зборував со луѓе за нивно искуство и сфатив дека ако сум јас стресена, тогаш кога сум јас под стрес, тоа ќе го пренесам на моето дете и ќе го осети и нема да ја биде толку лесно да оди во градинка и слично. Така да прво јас тренирав, се спремав психички, па после ги правев сите работи и некако од оваа гледна точка сега наназад беше се многу лесно и едноставно. Тогаш не мислев дека е така, меѓутоа сега гледам дека не е ништо толку страшно колку што ни се чини на почеток. Сара супер се адаптираше на градинка. Градинката беше
одлична. Луѓето кои што работат таму се перфектни. Сара оди во државна градинка. Многу сум задоволна и од пристапот, како ми објаснија се како треба да правиме, се беше супер. Јас си ги слушав нив, искусни, така правевме. А во поглед на работа, сакам тој момент да го спојам заедно со не само мајката, туку и таткото, кога бидејќи они се цело време па на работа, они немаат добро, има нели родителско отсуство, меѓутоа најчесто го користи мајката. И сега генерално мислам дека и татковците имаат предизвик заради тоа што не го практикувам јас муаветот дека ми помага мене Боријан, туку заедно ги делиме обврските околу Сара и заедно сме вклучени во се што се одвива околу Сара и си помагаме еден на друг во зависност од тоа што имат другиот во моментот. Боријан исто така многу ми дава поддршка во сето тоа и психички и физички, така да заедно се организираме која носи Сара, која зема. И во сето ова имаше огромен придонес сестра ми, бидејќи се сеќавам дека Боријан мораше да оди на работа, јас имам гостува во една емисија тогаш, ме поканија, не знам точно која беше, имаше неколку емисии, Сара веќе во 2 требаше да ја земам од градинка или ќе беше под настината и сестра ми секогаш беше тука да ја причува Сара, дури била во студиото позади, да речеме тука во лобито каде што се чека, јас ја снимам емисијата или морам да завршам работа, Сара треба да седи дома, Маја, сестра ми помагаше многу. И така да поддрж it takes a village to raise a child, некако толку делува дека е вистина. Така да ми помошта помеѓу тимот, дома, партнерот, фамилијата е многу важна во овој дел. Ти благодарам многу што го сподели ова. Мислам дека е многу важно да зборуваме за тие моменти, колку ни е важна поддршката од луѓето кои што се најблиски околу нас и да го разберат тој момент, бидејќи многу често чувствуваме вина зашто не сме таму, зашто не сме во моментот. Ти си го имала тоа и со работата, верувам дека ти се случувало никогаш и со Сара. И тоа е неминовно како такво, но треба да знаеме како да навигираме низ тие процеси, а кога имаме луѓе кои што го разбираат тоа, ни го даваат просторот да се соочиме и со тие моменти. Така што поздрав и до Боријан, и до Сара, и до Маја, ако не гледаат. Многу е важно да кажам само едно, многу е лесно да се зборува, тешко е да се направи тоа и сакам да кажам дека многу пати сум научила и сигурно повторно ќе ми се деси, значи мам гилт не е мит, постои. Ми се случило и сигурно повторно ќе ми се случи, ама важно е да се препозна и да се каже окей, сега на работа е многу шустро, сега сум таму потребна, ќе се посветам овие 2-3 дена таму, не значи дека Сара ја запоставувам, меѓутоа тие саат 2-5 колку и да се во денот што ги имам со незе, да ги посветам на незе и на Боријан и да бидеме заедно, да правиме некоја активност заедно. Бидејќи се ловам сама себе си кога правам повеќе работи во исто време, дека ме станувам нервозна и тогаш не сум пошто не можеш сега да 100% се посветиш, а сакаш. Едноставно ментално не сме спремни да мислиме на повеќе од една работа. Мултитаскинг да, физички може би мешаш и можеш да правиш мовет на телефон, меѓутоа мисловно не можеш да мислиш на повеќе од една работа. Предизвика. Но многу ми е мило што имаш таква поддршка, такви луѓе силни покрај тебе што ти го даваат тој простор. Ајме. Стигнуваме негде при крајот на нашиот разговор. Ова епизода, како и секоја друга, ја завршуваме пред се со прашање од претходниот гостин. Јас не ти го отворив прашањето, што ни го постави претходниот гостин. Така што сега ќе ти го поставам, а потоа ќе имаш можност и ти да поставиш прашање за нашиот следен гостин. Претходната епизода ни беше со Иван Неделковски. И прашањето што го поставите беше зашто оптимизираш во животот. Всушност,
нели за кои процеси пробуваш да ги оптимизираш за да добиеш нешто како вредност и кој е случајот кај тебе? Иван, фала за прашањето. Нема да ти се верува дека последниве 2 недели активно размислувам на ова. Работата е дека сватив дека треба да размислувам секој ден што е тоа што го правам јас, а не морам да го правам јас, а треба да го делегирам на тимот. Бидејќи така не само што делегирам дел од обврските, туку и знаење. Пренесувам на друг. Не може некои работи да ги заклучувам и да ги знам само јас, туку треба да ги пренесувам и на другите членови од тимот, за да може да се заменуваме еден со друг. Кога еден не е тука, другиот да може да покрие. Така да тие работи се обидувам да ги оптимизирам и да ги поделам меѓу тимот, за да можеме побрзо да ги сработиме, да не се ограничуваме на тоа еден човек да мора да ги сработи, да ги сработуваме некои работи можеби побрзо, други поквалитетно и да ги документираме сите процеси. Значи, можеби брзо да одлучиме некој да додадеме во тимот. Онбордингот е низ годините свативме дека е многу важен, бидејќи некогаш се случило и да го пропуштиме, да не го направиме како што треба и слично. Така да и тие работи ги научивме и видовме дека сето тоа треба и да се документира. Така да тој дел ми е ептен тазе околу оптимизација. Инаку во поглед на репортинг, дата, тие работи многу ги оптимизираме. Репортите кон издавачите, например, околу роялтис, колку се прочитало и се тоа гледаме да биде системски, да не биде рачно, мануелно. Супер. За да се избегне грешката од човекот. Така да се надевам дека го одговорив прашањето. Супер. И бидејќи почна некако во контекст на давање на одредени совети и твои размисли, сакам да те прашам за сите кои што моментално не гледаат и размислуваат да започнат свој бизнис. Што е можеби тоа што би им го кажала, што тебе ти било потребно да го слушнеш или е важно во овој контекст и тоа што се случува моментално во нашата стартап заедница и кои се можностите и што е она што треба да го искористат? Многу е интересно да се некако да се уклучи таа дозвола во мозокот кај секој свое главо. Значи, напроба секој да си дозволи во својот мозок дека можам јас да бидам предприемач или бизнис оунер. Прво некој тој мајндсет мислам дека треба да го всадиме во младите и ние како едни родители имаме одговорност тоа да го направиме. Заради тоа што од секогаш сум ги гледала моите родители како се и мајка ми и татко ми еден уникатен тим на водење бизнис. И тоа има нестандарден бизнис, нокен клуб. И мајка ми и татко ми беа најсовршениот и најсинхронизираниот пар на светот, кој што во исто време сега вака отпосле теоретски, маркетиншки и бизнис вајс ги имплементираа сите работи во ноќниот клуб. Од предприемништво на преземање ризик, обезбедување буџет, оформување на тим, задржување на тим, организација, имидж, бренд, сите тие работи ги правеа заедно. Меѓутоа во сето тоа успеа меѓу себе да создадат една култура која што се пренесуваше на гостите во клубот и плюс ги издржаа тешките времиња. Во смисла на ноќниот клуб беше рок-н-рол бенд стил на место за излегување и имало моменти кога нели нема многу публика, имало моменти кога имало премногу публика. Значи цел тој џерни цело тоа патешествие го поминаа заедно и супер пример ми дадоа мене за тоа како се води еден бизнис. И претпоставувам дека мене поривот на дозвола на тоа јас да имам свој бизнис, психички, психолошки, ми е од таму, гледајќи ги нив како и навигирале ни сите каква пасија има за бизнисот и јас некако сакав тоа да си го реализирам кај себе си. Така да кај нив прво, кај младите предприемачи сакам да ја пратам пораката дека
на сите ни е дозволено Мгм. да си се пробаме. Дури и да видиш дека не е тоа за тебе, тоа е окей. Да пробате што побрзо и ако имате идеја која што не можете да ја извадите од глава за бизнис, најверојатно треба да пробате со таа идеја. Супер. И да тестирате. И да видите дали тестирате ќе дали функционира. И ако не функционира, тогаш ќе си добие некоја друга форма. И да- Особено ако цело време го имате тој момент каде што една идеја и сакате да решавате проблеми, мислам дека тоа е многу интересно. Скроз. И да не се плашите дека ќе ја украдат вашата идеја. Сам онака уникатно како што вие сте ја замислили и ќе ја реализирате. И со духот Нема што вие кој го да- носите. Да. Тоа е многу важно, бидејќи можат да ви украдат цел бизнис план, но не можат да ви украдат енергијата и пасијата кон тоа што сакате да го правите. Баш. Ам, Убаво го кажа. Ти благодарам. За крај останува, бидејќи јас до сега цело време ги поставував прашањата, следува прашање од тебе што можеби ти сакаш да го поставиш на некој твој колега, човек кој што има свој бизнис, кој што ќе биде наш следен говорник. Нема да го откриеме, но Добро. ќе го имаме сега твоето прашање. Зашто си размислувала ти нешто што можеби те интересира да прашаш? Би сакала да прашам кој е тој еден ментор или учител или бизнис партнер, не знам, некој кој што оставил особено впечаток кај него и што е тоа што најмногу го извлекол како знаење или поука, лекција. Прекрасно прашање. Многу ми се допаѓа, сметам дека менторите се многу важни Многу во важно. се што правиме. Особено и во моите искуства што сум ги имала јас, ме помогнале многу да увидам некои вештини, навики кои што ги имам, начинот на кој што се носам, да ги препознаат кај мене, да ми кажат сугестии како нешто можам да коригирам, во што сум добра, како можам да се подобрам од други Баш. аспекти. И така што многу го ценам тоа и гледам во се повеќе луѓе кои што се во моето обкружување да си ги барам своите ментори за различни аспекти од животот, дали било професионално и лично. И мислам дека и мене многу ме интересира да слушнам што ќе биде одговорот на И секогаш на ќе ни прашање. треба ментор, така да без разлика во кој стејџ од Се сложувам. животот. Стигнуваме некаде до крајот, но ние имавме Ма, едно не убаво. изненадување за крај за тебе. Не знам како сум право, ова е втора година на Бокси и вие имавте една кампања за роден ден Да. на Бокси. Да. Овој месец. Да. Така што сега сакаме да честитаме вториот роден ден на Бокси. Еј, благодарам. Така што сега носиме една мала тортичка да дувниме Браво. свеќа за крај за браво. вториот роден ден на Бокси. Така што среќен роден ден Бокси. Не се сите Фала. други тука, али да. Браво, леле, ладно вие. Така што Да го поздравам многу цел тим. Да, ќе пробам да го поделам овој колачи со нив. Фала само ви за тебе многу сите други кои ќе и- дојдат ќе си да, добијат посебно. Ќе ја дувнам оваа свеќа во името на целиот тим на Бокси. Може слободно да си Многу. замислиш желба и да Може. ја дувниш. Може би Сара да ти помогне, ако сакаш Не, или можеш ти. окей. Супер. Ајде, Прекрасно. Ајде. може да не ја кажам желбата за Бокси. Останува само за Фала. тебе. Супер. Така што, Ивана, ти Леле, благодарам премногу што беше наш гостин на четвртата епизода на Стартап Револуција. Мене ми беше многу мило што имав можност да те запознам, што го имавме овој разговор. Верувам дека сето ова што го споделивме денес ќе остане со сите кои што не слушаат за време на овој подкаст и ќе се излечат по некоја порака, дали буквално или меѓу редови од сето ова што го разговаравме, бидејќи мислам дека опфативме многу. Така што, Се навистина ти надевам ќе им благодарам. се допадне. Ти благодарам и тебе прво што толку пријатно го правиш овој разговор, да ми ја намали тремата доста во зборувањето. Фала ти многу. Многу ми е мило и мене, така што едве чекам и јас да се изслушам оваа епизода, да се навратам на некои од работите што ги слушавме. За крај сакам да ги поздравам сите кои што останаа до крајот на овој подкаст. Ви благодарам многу што не слушавте и што бевте дел уште една предприемачка приказна. Сакам да ве охрабрам да не следите на социјалните мрежи и да го следите контентот на Стартап Клуб Скопје. Не има значи на TikTok, Instagram, LinkedIn, сега и на YouTube. И не заборавајте да се претплатите за да добивате нотификации за сите следни епизоди кои што ги имаме. Откриваме многу новости во однос на проектите кои што ги имаме и исто така следете ги епизодите на мојата колешка Бисера на подкастот Фрилансерска дружба. Се гледаме во следната епизода, а до тогаш пишете ни со кого сакате да разговараме следно. Поздрав!